Да, продолжуваме со студио 10, како што најавив. Прва тема ќе биде предлог законот за високо образование. Прв гостин ќе биде професорката Тамара Јованов. Поради обврски ќе ја вклучиме тука онлайн. Господја Јованов, така, ве имаме. Се слушаме, така е. Така, благодарам што прифативте покрај обврските да ве запрашаме за актуелната тема која што постои изминативе неколку месеци. Еве, вчера доцна популарно од Министерството за образование за телевизија 24 потврдија дека предлог законот за високо образование се уште не е доставен во влада, односно во владина процедура, затоа што во меѓувреме имало испратено низа забелешки и сугестии, па како што кажаа, откако ќе ги разгледаат тие сугестии, денеска ќе ја објават, како што посочија, најновата верзија на предлог законот за високо образование. Некој коментар за овој последен став, да речеме, на Министерството за образование? Добро, во секој случај, ова е многу подобро отколку да беше поднесен законот во последната варијанта која што беше објавена на ИНЕР, бидејќи да, се уште има сериозни недостатоци предлог законското решение и нормално е што фелата реагира и добро е што се испраќаат забелешки за истиот, иако ова можевме да го избегнеме доколку самиот процес почнеше со една широка и плодна дискусија од која што ќе се изнедреше едно најдобро можеби решение за кое што ќе имаше консензус околу неговото усвојување, се почна наопаку работава и со право реагираше академската фела и се уште реагира, бидејќи ако треба да спомнеме дел од забелешките кои што верувам дека се адресирани во она што е испратено од колегите, тие се сериозни и сериозно го загрозуваат работењето на универзитетите и можат на долг рок еден голем негативен ефект да направат во високото образование. Би спомнала неколку доколку дозволите. Прво и најважно, сериозно се нарушува автономијата на универзитетите и институциите, бидејќи имаме директно мешање не само на законодавната, туку во овој случај на извршната власт во клучни сегменти од работењето, почнувајќи од управувањето, преку организирањето на работењето, преку кадрови, финансиски политики, уписни политики. Прв пат имаме обид за мешање во статутот на универзитетите. Воедно се случува сериозна концентрација на моќ, вака како што е поставен законот, на неколку луѓе од извршната власт и луѓе кои што ќе бидат поставени во одбори, комисии и тела, а кои што во добар дел или половина од членовите таму ќе бидат поставувани и бирани од владата. Понатаму овој закон или ова решение последното кое што е објавено, би рекла дека сериозно ја ограничува науката во однос на она што се смета за наука, ставајќи ја во најголем дел во рамки на две приватни странски компании, како бази на списанија кои што се високо цитирани. И тука се отвара, да речеме, едно проблематично прашање што ќе се случува со областите кои што треба да ги таргетираат и решаваат националните прашања преку научна работа и истражувања. Понатаму, повторно имаме една голема бирократизација на процесите, комисии, тела, органи, разни видови надзори, обемност на документи кои што ќе се бараат. Ние и сега страдаме во високото образование од една сериозна бирократизација. Ова само го засилува тоа, наместо да го решава. Тука на нас, поради ова, ни е сериозно нарушена ефикасноста во работењето на институциите во високото образование, што пак директно влијае на конкурентноста во споредба со институции, да речеме, надвор од државата кои што конкурираат и на нашиот, слободно можам да кажем, пазар е станато пазар на високо образование, а камоли да сакаме да излеземе и да конкурираме во регионот, во Европа или пак пошироко. Не сме агилни, не сме брзи, не можеме да носиме доволно едноставно и лесно клучни одлуки во врска со работењето, што значи дека ваквите прашања ние треба да ги решаваме, а не да создаваме нови проблеми. И можеби тука како некоја генерална забелешка би рекла дека имаме и преголем фокус на квантитет, иако зборчето квалитет во законот во ова решение го имаме 55 пати спомнато, ама фокусот де факто и де јуре ќе биде на квантитет и на библиометрики и имаме по основ на сите овие прашања сериозно отстапување
од стандардите кои што се пропишани од Европската унија за квалитет во високо образование, а на кои што иронично законот се повикува внатре во текстот. ЕСГ стандардите се спомнати неколку пати, а по низа прашања отстапуваме од нив. Да. Еве, во повеќе наврати академската фела вели дека ќе се изгуби автономијата. Кои се другите ставки според вас, кои што на некој начин со новиот предлог закон се губи автономијата на факултетите? Ние сега имаме директна интервенција на извршната власт во автономијата на универзитетите. Како? Прво и пред се преку аминување на статутот на универзитетите. Статутот е еден вид устав на универзитетот кој што го одредува управувањето со таа институција и досега се носеше во собрание, се изработуваше од универзитетите, се носеше во собрание, а сега како нов момент имаме овде позитивно мислење на владата. И сега нешто што логично се наметнува како прашање, зошто? Што ќе се случи ако владата реши да не даде од некоја ним позната причина позитивно мислење? Дали тоа значи дека нема да може да се усвои статутот во собрание? Дали тоа значи дека ќе треба да се тргува и да се лобира со владата за добивање на таа согласност од страна на универзитетите? Што се случува на овој начин? Наместо универзитетите да останат и да бидат и да засилат улогата на главни коректори на работењето на било која власт, наместо да бидат институции кои што ќе ги поправаат грешките, ќе бидат носители на промените, ќе ги сведеме на институции кои што ќе треба да бидат во милост, ајде така да речеме, во милост на власта, за да може да добијат нешто што им е клучно, основно и да можат да работат, нели, статутот. Ова ги отвара вратите за низа негативни појави во општеството. Можеме да се соочиме со тргување со влијание, можеме да се соочиме со политички притисоци, можеме да се соочиме со барања за непотизам, за кронизам, клиентелизам, се она што велиме дека ни го руши квалитетот и угледот сега, ние сакаме да го засилиме и да му дадеме уште повеќе ветер во грб. И не само ова, понатаму владата дополнително е вмешана или сака да ги контролира сите клучни аспекти од работењето на институциите. Немаме самостојност, вистинска и автономија во кадровите политики. Ние и сега немаме согласности, да речеме, за вработување на луѓе кои што се потребни за замена на или пополнување на места на пензионирани вработени. Чекаме со години за да добиеме согласности за вработување, што ги прави институциите апсолутно неконкурентни. Товарот се сведува на едни исти луѓе, програмите се сведуваат на едни исти луѓе. Тие луѓе треба да ги носат целокупните процеси во високото образование, кои што не се сведуваат само на предавања и на вежби, туку подразбираат истражувачка, научна работа, подразбираат организацијска работа, подразбираат работа на управување и менаџирање со процесите, подразбираат соработка со реален сектор и низа други активности. И сега, ако ние немаме слобода во управување со кадровата политика, како ќе се управува ефикасно со тие институции? Понатаму немаме слобода во управување со финансиите. За се што треба да се направи, за секој денар што треба да биде потрошен, мора да се добие согласност, да се носат низа одлуки, преку низа тела, преку низа комисии. Дополнително во уписната политика. Сега владата сака да одредува каква точно да биде структурата на програмите, една тесна рамка од која што не можеме да излеземе, што ја намалува креативноста, што ја намалува брзината во работењето, што намалува можност за следење на трендови на глобално ниво за она што треба да го испорачаме како квалитет во национални рамки кон нашите студенти и општеството во целина. Понатаму бројот на часови како оптеретување на професорите сега во овој закон е тоа невидено нешто, енормно оптоварување на професорите, 180 часови предавања по семестар, 300 часови вежби по семестар, само на еден циклус на студии по професор. Тоа знаете што значи? Малтене ќе се претвориме во предавачи, во предавачи, да речеме, како во средно училиште, како само тоа да ни е работа, а едновремено се турка квантитет во научни публикации, што е сосема друг аспект на работењето и бара посебен временски период и процес на работење. Каде се тука пресметани подготовките за часови, каде се пресметани времето за изготување на учебници, на материјали за работа, каде се пресметани
времето за соработка со реалниот сектор, каде се пресметани времето за до едукација, посета на конференции, семинари, обуки или давање на такви услуги кон општеството од наша страна. Се е сведено на провизорни решенија кои што ние слободно можем да кажем ги толкуваме како обид за целосна контрола над професорите. Така, ако направиме споредба со европските факултети, дали можеби ваквите решенија се косат со европските вредности, покрај тоа што голем дел на луѓето од власта велат дека овој предлог закон е европски? Знаете како, нивна работа е да си го бранат својот став, наша работа е да кажуваме како е во реалноста. Дали е европско решение, далеку од европско решение, зошто? Ќе спомнам две клучни основи. Едната, ние сме на дното по финансирање на високото образование, по сите статистики, споредбено и со земјите од регионот, да не одиме подалеку со Европа или светот, а од друга страна со ова законско решение наметнуваме најсилна, најголема, најстрога контрола и меѓу повисоките критериуми на светско ниво. Тоа не оди едно со друго. Обично имате комбинација на висока автономија со умерено финансирање, доколку државата не може да одвои повеќе, за да можат институциите да бидат ефикасни во работењето, најдобро да се насочат таму кај што знаат дека може да бидат најсилни. Имено институциите многу подобро ги познаваат состојбите од владата која што треба да работи во сите сегменти, а не само во сегментот на високото образование. Или имате зголемена контрола, ама со силно финансирање. Значи, дајте да избереме по кој модел ќе работиме, или едното или другото. Не можеме ние свесно да го бираме најлошото решение. Највисоки критериуми, без никакви услови од аспект на инвестиции во образованието за да ги исполниме. И да, сериозно решението се коси со европските стандарди, ева можеме да спомнеме неколку основи. Мешање во креирање на студиските програми. Зошто е тоа потребно? Зошто да не може институцијата сама да одлучи што во даден временски период би било поконкурентно на пазарот на високото образование? Па потоа, нормално, во редовна консултација со Министерството да се доаѓа до тие оптимални решенија. Закон не треба да пропишува алатки, не треба да пропишува тесногради форми, од кои што нема да можеме да отстапиме дури кога ќе има реална потреба за тоа. Понатаму отстапуваме од учењето фокусирано на студентите. Ако вие имате професори кои што од една страна се приморани да даваат квантитет во научни истражувања, а од друга страна има можност да бидат теретени со огромен број на часови, контакт часови во настава. Каде е тука фокусот на студентот, на кој што треба да му обезбедиме квалитет, ако сакаме тука да го спомнеме квалитетот, низ призма на повеќе различни основи. Не само провизорно извршено предавање, туку модерно предавање со модерна методологија во наставата, со следење на технологии нови кои што ќе им ги пренесеме во реално време за да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Понатаму со креирање на воннаставни активности во рамки на кои што ќе можат да развиваат дополнителни вештини кои што повторно ќе им бидат потребни кога ќе добијат дипломата, ќе се соочат со реалноста во процесот на вработување и наоѓање на своето место во општеството. Понатаму, каде е тука фокусот на студентот од аспект на негово менторирање во процесите, нешто што го бара и болонскиот процес. Каде можете вие, ако да речеме условно, земено со овој обем на часови, ви дојде раководство кој што ќе ви рече ти можеш да ги држиш сите предмети, по 6 предмети по семестар, 12 предмети годишно, дај ти квалитет во процесот после на тие студенти, како ќе дадеш квалитет, како ќе следиш се што треба да следиш за да бидеш на едно врвно ниво во работата со студентите. Тоа е скоро невозможно и студентите тука ќе бидат колатерална штета на квантитетот кој што се бара од сите страни кои што го засегаат работењето. Дали ни се доволно независни телата за евалуација кои што се предвидени во законот? Тука имаме ние тела за евалуација во кои што половина од членовите ги бира директно владата. Ако мене ме бира владата во некое тело, јас за кого ќе работам? За владата ќе работам или ќе работам за академската фела? И за сите засегнати страни таму. Понатаму го нарушуваме процесот на peer review, кој што е секаде
прифатен во светот. Што значи тоа? Оценување од слични на нас или подобри од нас. Тука што ќе се случи со законот? Критериумите не важат за редовните професори, од кои што добар дел можеби и не ги исполнуваат, и сега тие редовни професори ќе треба да одлучуваат за иднината на помладите колеги, кои што ќе треба да ги исполнат овие нови критериуми, а при тоа тие самите не ги исполниле претходно критериумите. Директно го нарушуваме процесот кој што е светски прифатен и признаен и дава резултати како таков. Го редуцираме квалитетот на библиометрика. Значи, не може ние квалитетот да го дефинираме премногу апстрактно, за да потоа вградуваме механизми на контрола, а да велиме дека тие даваат квалитет. Еве, зошто не е тоа квалитет? Ќе спомнам само еден пример. Има дефинирано во овој предлог дека Web of дека импакт фактор мерката во базите на Web of Science или Scopus е мерка за квалитет на списание кои што се високо цитирани. Не е тоа мерка за квалитет, тоа е мерка која што мери колку се цитирани списанијата, значи повторно мери квантитет. Може би суптилно наговестува на некој квалитет во смисла на тоа дека е прочистен процесот, дека се води сметка за одредени стандарди во публикување на научни трудови и слично, но од друга страна тие бази не навлегуваат во самата квалитативна содржина на трудовите. Што може да се случи тука? Ние можеме да почнеме да следиме поради бројката и квантитетот кој што треба да го продуцираме, да следиме популарни теми, да се прилагодиме кон она што се бара во меѓународни рамки и во целост да ги занемариме и националните списанија, и нивен понатамошен развој, публикување на мајчин јазик, бидејќи во тие бази исклучиво на странски јазици се публикува доминантно на англиски јазик. Понатаму ќе занемариме клучни национални прашања, ќе се фокусираме на меѓународни, на глобални прашања, кои ќе ги решава проблемите кои што ние ги имаме во општеството, ако ние не сме тие кои што ќе бидеме носители на тие процеси. Така. Понатаму се навраќаме во ова решение на формализираниот метод или модел на publish or perish, објавувај или исчезни. Тоа се утврди веќе во фелата на глобално ниво дека е погрешен метод, дека е погрешно да форсираме квантитет. За H индексот исто така, слободно можам да кажам дека веќе се напушта, оние кои што го воведоа порано од нас, веќе ги видоа негативните ефекти. Сега популарно во фелата се нарекува метрика на суета, затоа што ништо реално не постигнуваме ние со тоа, освен што го билдаме егото на професори кои што се повисоко цитирани. Апсолутно е неточно дека само преку тие бази ние ќе бидеме меѓународно видливи. Ние имаме разни профили кои што се достапни за цел свет низ призма на отворена наука и сме цитирани од луѓе од целиот свет, не само од развиените земји. Тоа така треба да биде, тоа е правилниот начин на ширење и дисеминација на научните наоди, на научната мисла и така натаму. И повторно, концентрација на мок и ризик од клиентелизам, нешто што апсолутно треба да го избегнуваме, а ние го подхрануваме во новите решенија. Така, професорке, како што најавив на почетокот, Министерството за образование кажа дека има испратено сугестии, меѓутоа какви и од кого не објавуваат. Може ли да се вратиме, ајде да речеме, на почеток на разговорот околу вклучувањето на академската фела во подготовката на предлог законот за високо образование? Овие низа забелешки кои што денеска ги кажавте во студио 10 на ТВ24, дали ги слушнале директно на јавни дебати кога бил подготвуван тој предлог закон? Ако не од вас, може би од вашите колеги. Така е. Мене ова ми беше една од главните критики, лично зборувам за себе, од самиот почеток на процесот, бидејќи, ајде да не навлегуваме во проблематиката, дали во овој момент ни требаше точно нов закон за да ги решиме проблемите кои што ги имаме, или ни требаше детална анализа и широка вклученост на фелата во лоцирање на клучни проблеми и приоритети и механизми за нивно решавање. Значи, тоа е една друга дискусија, но еве да речеме, сме утврдиле дека ни треба нов закон. Ваков процес, доколку се разбираме од науката на менеджмент и управување со процеси и луѓе, подразбираше задолжително постапување или примена на моделот од долу кон горе. Тоа значи дека требаше уште во почеток да се почне со една широка вклученост на сите засегнати страни, особено академската заедница. Буквално да биде повикан секој еден од фелата, кој што има идеи, кој што има
знаење кој што смета дека сака да биде вклучен, да се вклучи во процесот. Ние од сам почеток имавме сосема обратен пристап, добивме решение направено од неколкумина луѓе. Искрено, јас лично не би се ни нафатила на еден таков процес да решавам за сите области, за целата фела, без да имам доволно доблест да ги консултирам предходно колегите. Значи, добиваме решение скроено од неколку луѓе, тоа во преговорите го нарекуваме техника на фрлање сидро. Тоа значи, знаете кога некој плива и вие му фрлате сидро, што ќе се случи? Ќе почне да се дави. И тој во тој момент нема да мисли колку брзо ќе исплива, колку брзо ќе стигне до целта, дали ќе биде ефикасен, дали ќе победи ако е некој надпревар тоа, туку ќе се бори да не се удави. И сега ние тоа го правиме. Со притисокот во јавност, со пишување по социјалните медиуми, со вршење притисок да се организираат тие некои дебати отпосле од како беше добиено решението, ние се обидуваме да не го удавиме високото образование. Дали слушнаа дел од предлозите? Да, слушнаа. Откако се направи тој јавен притисок, Министерството свати дека треба да ја сослуша фелата. Се излезе на дискусиите со низа предлози. Јас, за жал, не можев да учествувам во дискусиите на лице место. Тие беа организирани во попладневни часови, во 6 попладне конкретно беше кај нас дискусијата. Што попрво да направиш после еден работен ден, дали да си отидеш дома кај децата или да продолжиш да дискутираш. И тоа со веројатност дека шансите да те слушнат се многу мали. Што се случи? Голем дел од забелешките ние изнесовме, нема ни 5% имплементирани во новото предлог решение. И сега, што правиме ние тука во процесот? Имаме искрен пристап кон искрени намери да добиеме едно квалитетно решение, или одиме со глава во зид и ќе туркаме на сила заради тоа што имаме доволно мог да го истуркаме, па потоа што сака нека се случува понатаму во образованието. Мораме да бидеме сериозни што правиме. Ние досега цело време се обидуваме да го реанимираме и да го оживееме целокупното образование исклучиво низ призма на закони. Ама тоа не се прави така. Законот е само рамката, механизмите се други. Значи тоа мора да бидеме свесни. И сега, земајќи предвид дека предходно не беа сослушани сериозно забелешките и беа вградени многу минимални промени, дали има и 5% е дискутабилно, дел од работите беа само видоизменети на различен начин, беа дефинирани, а беа во истата суштина задржани. Дали сега има повторна логика да очекуваме дека ќе има сериозна промена во третиот предлог текст кој што го најавуваат? Искрено не сум голем оптимист. Да, во неколку наврати кажавте дека нема да ве цитирам, меѓутоа суштината е дека професорите со новиот предлог закон за високо образование практично треба да бркаат поени отколку да на некој начин создаваат вистинска научна вредност. Дали според вас ова ќе го намали квалитетот на високото образование, меѓутоа и воопшто намалување на квалитетот на научната вредност во Македонија? Многу е добро прашање, бидејќи алудира на суштината. Сега, тука ние прво треба да се прашаме што е тоа квалитет во високото образование и како го дефинираме. Власта вели квалитет е ако не има на Шангајска листа. Ако не има на Шангајска листа, дали тоа, а сите останати услови се непроменети, што ги спомнавме предходно, дали тоа значи дека ние сме ја дале на вистина најдобрата можна услуга на нашето општество кое што не плаќа за тоа? Што должиме ние кон општеството како услуга, за да можеме да кажеме дека сме испорачале квалитетно? Треба да се запрашаме од аспект на приоритетите. На општеството му треба решавање на суштински прашања, ги спомнав накратко предходно, невработеност, сиромаштија, преголема увозна зависност, слаба конкурентност на реалниот сектор и на економијата во целина, голема невработеност на младите, слаба функционална писменост на младите, слаби кадри на пазарот на труд. Така, тоа Шангајската листа не ви го решава, ако сакаме да се водиме од неа како критериум за квалитет. Далеку сме ние од Шангајската листа, бидејќи прво треба куќата од темелот да си ја почнеме да си ја градиме. И видите сега како во законот за квалитет е дефиниран квалитетот на високото образование и наука. Велат, представува повеќе димензионален и динамичен концепт
во кој што акцент, внимавајте, се става на задоволување на општо прифатените стандарди и очекувањата на општеството во целина, со тежнење кон постојано напредување на сите процеси и нивните исходи. Така. Што разбравме од ова? Се извинувам само да поентирам накратко. Од ова ништо не можеме да разбереме. На крај ќе испадне дека квалитет е објавување на трудови во овие две приватни странски компании, каде што ние ќе треба да земеме во просек како треба во 5 години еден универзитет за да може да отвори докторска школа, да објави 500 трудови, од прилика тука некаде ќе бидат бројките, и да ги финансираме овие трудови со 1000 или 1500 евра по труд, тоа се околу 500 до 750.000 евра на 5 години по универзитет. Зошто за почеток тие пари, кои што за нас ќе бидат голем опортунитетен трошок, не ги земеме да ги вложиме во универзитетите, во модернизација на објектите, во модернизација на техника, во модернизација на технологија за работење, во студентски домови, во се она што ќе регистрираме дека ни е клучно за работа, за да дојдеме до квалитетен аутпут со тек на време. Па потоа понатаму, после 5-10 години, да се фокусираме на достигнување на таа некоја шангајска листа. Така, реакција е сосема нереално за тоа да говориме. Така, реакција има од академската фила, меѓутоа реакција има и од студентските организации, колку овој предлог закон би влијал врз младите истражувачи и воопшто врз студентите. Апсолутно се во право младите. Прво, лицемерен е законот. Редовните професори кои што не се засегнати и не ги исполнуваат критериумите, ќе ја одредуваат нивната судбина во иднина. Би рекла, уште сега има уште не донесен најавен законот, има едно девастирачко влијание. Младите се осеќаат како казнети за нечии туги грешки. Имаме постојани напади од владата дека професорите не работат, дека не одат на работа, дека не испоречуваат доволно квалитет, меѓутоа до кога ќе одиме ние со тоа колективно казнување за индивидуална одговорност? Дајте да ги лоцираме луѓето кои што не работат, кои што не одат на работа, кои што не продуцираат квалитет, па во рамки на секоја институција, не во рамки на министерство, да си се справат институциите со тие луѓе. Како можеме ние да ги казнуваме идните генерации на млади истражувачи, па и студентите, заради нечии туги грешки во сегашноста или во минатото. И сега видете што се случува со младите. Тие чувствуваат дека ќе имаат преголем притисок за прерано и пребрзо публикување. Вие за да објавите 4 труда во рок од 5 години, а мислам спомнав претходно дека за мене лично ми требало за труд да објавам и до 2,5 години време, тоа создава голем притисок врз личноста. Професорите, вработените во фелата се сепак само луѓе, подложни се на основната човечка психологија и тие чувствуваат притисок, и тие чувствуваат burnout, доколку навистина одговорност ја работата и слично. Понатаму ќе имаат ограничен простор за длабинско и критичко истражување, ќе мора да бркаат популарни теми кои што се полесно прифаќани во тие бази, ќе се оддалечуваат од она што навистина сметаат дека треба да го решаваат можеби во рамки на националната економија. Мора да внимаваме на овој аспект како можеше да биде занемарен до еден волкав степен и доведен во ризик. Понатаму, чувствувајќи притисок дека постојано над глава им виси така наречениот дамоклов меч како опасност, се да исполнат од критериуми и на крај само фамозниот H-индекс да не го исполнат, тие ќе си ја изгубат работата, работното место, а може би веќе работеле тука 5, 10, 15, вложувале 20 години од својот живот. Како може тоа да биде корисно и продуктивно? Се сведува на едно обично микроменаџирање законот, што како поим е познат како експлицитно негативен поим во менаџирањето со институции, па и со министерства и со сектори во целина. И нормално, оние кои што се способни, амбициозни, паметни млади луѓе кои што се спремни да учат, можат многу лесно да се насочат во било кој друг сектор. Гледаме дека сега има недостаток и побарувачка за амбициозни и работливи, вредни млади луѓе во сите сектори. Ние сме тие кои што треба да ги прибираат најдобрите, најобразованите, најамбициозните, најодговорните млади луѓе. Што им нудиме ние за возврат, освен вечна неизвестност? И велат платата е висока. Платата е најниска во регионот. Во сите развиени земји кои што имаат развиено образование, платата во образовниот сектор, не само во високото образование, туку почнувајќи од градинка, преку основно, средно и се до високо образование,
е највисока во рамки на општеството. И тоа не е случајно, бидејќи образованието е еден од клучните 3 столба на основ на кој што ние треба да градиме и да создаваме развој во рамки на државата. Од друга страна, и студентите реагираат со право, бидејќи тие сега се свесни и гледаат што значи недоволно кадар, што значи преголемо оптеретување на кадарот со настава, што значи кадар кој што е преморен и во вечита неизвестност со постојани законски промени, постојани притисоци. Сето тоа се одразува на квалитетот на наставата, се одразува на работата со студентите, на заинтересираноста на професорите да го дадат максимумот од себе, почнуваат да се штедат во процесите и на крај тоа се гледа и преку студентите добиваат послабо знаење и умење, добиваат послаби критички вештини, излегуваат како послаби академски граѓани во рамки на општеството, кои што понатаму не можат веднаш да се вклучат во процесите, па остануваат подолго време невработени, остануваат на терет на системот, на терет на родителите, не можат да се осамостојат и гледате како ланецот се поврзува едно со друго од една најобична почетна точка како еден закон или законско решение, би рекол. Да, професорке, да ве ослободиме затоа што сте на предавање, меѓутоа ќе ве замолам за на крај едно прашање. Знаеме каква е состојбата во здравството, поради тоа медицинскиот кадар нели се одселува. Дали овој предлог закон дополнително ќе влија и на одселување на академскиот кадар, за жал, од државата? Ќе се обидам тука да бидам кратка. Дефинитивно да. И тоа не само во квантитет, во смисла на поголеми бројки на иселени квалитетни млади луѓе, туку и во смисла на брзината на иселувањето. Сега и оние кои што имале желба да се вклучат во процесите на високото образование, доколку донесеме едно лошо законско решение, ќе бидат оддалечени од таа намера, поради дополнителниот административен притисок, поради ограничената академска слобода, поради нефлексибилните критериуми, поради зголемениот ризик или вечниот ризик кој што ќе им стои над работните места, силната бирократизација на процесите и видите сега ова што значи. Ова директно ја намалува конкурентноста на нашите институции да ги задржиме тие квалитетни млади луѓе тука, бидејќи тие ќе можат за помалку притисок, со пофлексибилни критериуми за вработување и со подобри плати да си го најдат местото или во друг сектор во рамки на државата, можеби и во реалниот сектор, или надвор од државата. Што значи дека ние сами си ја сечеме гранката на која што во иднина треба да седиме. Нема потреба толкав притисок да се врши врз фелата. Тоа може многу покултурно, многу пофино, во соработка со институциите, низ призма на други различни механизми за следење на работење, за мотивирање на вработените и слично, да се среди и да се реши на еден среден и долг рок. И сега прашањето е, ако донесеме вакво решение и станеме неконкурентни во привлекување на квалитетните кадри, која е иднината на високото образование? Редовните професори, голем дел од нив во наредниве 10 години, да речеме, ќе отидат во пензија. Што правиме потоа? Министерството треба да мисли на долг рок, не може да мисли за наредниве 10-20 години, најмалку за наредниве 50 години треба да имаме големата слика, а на 5 години да планираме краткорочно што треба конкретно да правиме за да дојдеме до таа поголема продуктивност, подобар квалитет, по основ на приоритетите што сме ги лоцирале, со вклученост на сите луѓе кои што представуваат дел од фелата и нормално со сослушување на сигналите кои што младите луѓе ни ги праќаат, бидејќи тие во иднина ќе треба да бидат носители на дејноста. Така, професорке, ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека овие сугестии, идеи и размислувања ќе бидат прифатени од институциите со цел да имаме подобар предлог закон за високо образование. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Навистина е добро што медиумите ја одржуваат во живот дискусијата, бидејќи вие сте еден од клучните сегменти кои што треба да ни помогнат на нас во образованието да дојдеме до подобри решенија. И тука морам само да завршам со ова, дека идејата не е да немаме квалитет во високото образование. Идејата на критиката, идејата на апелите, на предлозите кои што ги даваме е за да добиеме едно подобро решение кој што ќе ни помогне да созрееме до степен во кој што квалитетот со тек на време ќе ни биде природен резултат од нашето работење,
а нема да биде предмет на квантитативен аутпут под присила. Значи мора да правиме разлика што сакаме да постигнеме со она што го правиме, бидејќи премногу време изгубивме во обид да реформираме еден клучен сегмент кој што до денес не успеавме да го реформираме, бидејќи се прави само провизорно и само на ниво на закон. Така, благодарам Ви благодарам уште еднаш. Така. Поздрав до вас и до публиката. Поздрав, така. Ова беше професорката од Штипскиот универзитет, господјата Тамара Јованов Апациева, со размислувањата, предлозите, идеите и сугестиите околу новиот предлог закон за високо образование. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме на иста тема со друг гостин во живо во студио 10.